Иако лидерот на СДСМ Зоран Заев најави дека ќе бара повлекување на аболицијата за Глобал, случајот во кој во 2008 година беше обвинет за злоупотреба на службеното овластување како струмички градоначалник, до сега тоа не го сторил, пишува Дневник. Но ако во меѓувреме стигне вакво писмо од Заевка Иванов или пак шефот на државата само одлучи да ја искористи законската можност за повлекување на претходно дадените помилувања за Глобал, дали навистина гонењето на Заев може да продолжи, односно дали случајот не е застарен, анализира Дневник. Од 2008 година Зоран Заев бара повлекување на аболицијата. Тогаш не ми беше дадена правна можност за тоа, ниту бев прашан за оваа работа. Сега имам правна можност и ја обжалив пред апелација и пред Страсбург. И аболицијата од 2008, ако ми се даде можност, веднаш ќе побарам да биде повлечена. Ова се зборовите на Заев од пред една недела. Во случајот Глобал, Заев требаше да одговара за криминал од околу 8 милиони евра. Имајќи предвид дека во кривичната пријава, а подосна и во обвинителството, тврдеа дека противправно е стекната имотна корист од над 8 милиони евра. Веројатно се работи за потешка квалификација, за која кривичниот законник предвидува казна од минимум 3, односно 5 години затвор, пишува Дневник. Застарувањето на кривичното гонење, анализира Весникот, почнува од денот кога е сторено кривичното дело. Трговскиот центар Глобал почна да се гради во 2006 година, а кривичната пријава е од 2008. Во членот 107 од кривичниот законник се вели дека не може да се превземе кривично гонење кога ќе поминат 10 години од извршувањето на кривичното дело, за кое според законот може да се изрече затвор над 5 години. Во случајот со Заев и Глобал, најтешката казна што ја пропишува кривичниот законник за злоупотреба на службеното овластување е минимум 5 години, односно ќе бидат потребни 10 години. Или пак ако се смета од почетокот на градбата, тоа би требало да биде некаде летово, пишува Дневник. Но треба да се има предвид и членот 108 од кривичниот законник, во кој се вели застарувањето не тече за времето за кое според законот гонењето не може да започне или да продолжи. Аболицијата на Заев беше подпишана во 2008 од тогашниот председател Бранко Црвенковски и трае до денес, така што според толкувањето на Дневник, рокот за застареност за овој случај во тој период не течел. Гонењето на осомничените во Глобал уште долго време нема да биде загрозено ни од апсолутна застареност. Имено, според членот 108 од кривичниот законник, застареност на кривичното гонење настанува во секој момент кога ќе помине 2 пати онолку време колку што според законот се бара за застареност на кривичното гонење. Ова значи дека треба да поминат 20 години од моментот на изградбата на трговскиот центар, односно од сега треба да помине уште најмалку една деценија пред државата да не може кривично да гони за случајот Глобал, анализира Дневник.